Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Македонско православие. Што е тоа македонско православие? Како се пројавува и како ние го практикуваме во нашиот живот? Првата недела во месец октомври, Македонската православна црква Охридска архиепископија одредила да се празнува како празник на сите македонски светители. Тоа е празник кога се чествува споменот на нашите Божји угодници, кои се запишани во календарот, а и сите оние кои од било кои причини и на било кој начин останале незабележани, а кои ја сочинуваат нашата небесна црква. Гордост на секој народ се неговите големи луѓе, низ кои се пишува и чита историјата на неговото вечно и бесмртно постоење. Македонија како православна земја во изминативе 20 векови одгајала безброј личности, великани, кои се наша гордост и низ чија големина проткаена е нашата иднина како народ, како држава и црква. Затоа ние македонците треба вечно да им благодариме на нашите бесмртни духовни водачи за се што оставиле како вечно, трајно и непреодно. Христијанските добродетели, што и денес ја красат нашата нација, ги изградиле тие наши славни претходници. Ние, денешните генерации, не можеме да мислиме ниту да зборуваме ако во нас не проникнува одамна преминатите наши предци. И на светската сцена вредиме толку колку што значат нашите великани и нашите големи луѓе. Тие се нашата инспирација на сите наши денешни и идни генерации. Денес, како и во минатото, православната вера обстојува во незината полнота во заедништво со националната припадност на незините луѓе. Да се биде православен скоро 20 векови, значи дека целата наша македонска култура и идентитет се слеани во православната духовност. Тоа е видливо и се чувствува во ритмот на нашето живење, во основниот светоглед на православната црква како наш патоказ во животот и во начинот на кој ги искажуваме нашите лични искуства. Кај нас македонците, а така и кај сите православни народи, верата и културата се хармонично поврзани. Општо мислење е дека во некои области таа врска е чиста и многу длабока. Календарот. Еден дел од нашето верско културно искуство, каде што може да се забележи взаемната врска на верското и обичаите, е прославувањето на празниците, особено на оние на кои им претходи пост. Например, скоро сите најважни елементи во македонскиот фолклор, уметност и традиции имаат белег на литургискиот круг на црквата во годината. Вистина е дека многу од овие обичаи имаат корен уште од предхристијанско време, а поради нивното христијанизирање се задржаа низ вековите до денес. И денешното нивно применување ќе има полна смисла и значење само во контекст на верата. Освен тоа, црковниот календар на православната црква го диктира темпото на нашето општествено и црковно живење. Дневната рутина се нарушува за време на интензивирана духовна борба во време на постот. Одразот на добата во време на пост пак ни дава можност за радосно прославување на празниците. Секоја доба носи почитувани свети денови со нивното одредено празнување и чинови поврзани со и водени од времето на годината, зависно од тоа кога паѓаат. Така, секоја доба во годината е осветено од црковниот календар. Такво осветување преку нашето учество во литургиското прославување и применувањето на обичаите и традициите
се донесува во домот. Например, за празнувањето на Божик и Богојавление, карактеристично е зимското доба со сите обичаи и временски особини. За празнувањето пак на Великден, карактеристично е пролетното доба, кое со себе носи свежина и радост, а и воскресението како настан од изворедно значење и извор на вечниот живот. Илинден, како наш национален празник, е карактеристика на летното доба, кое се пројавува целата наша желба и жестокост за духовна и политичка слобода. Имињата. Македонските имиња всушност се имињата на светителите. Тие имиња постана популарни кај нашиот народ поради улогата што има светителите во животот на црквата, како маченици, учители, исцелители и слично. Кај македонскиот православен народ популарни имиња се Никола поради свети Никола, Ѓорѓи поради свети великомаченик Ѓорѓи, Димитар поради свети великомаченик Димитри, Лидија поради света Лидија, Наум поради свети Наум Охридски, Климе поради свети Климент Охридски, Илија поради свети пророк Илија, Киро поради свети Кирил, Методи поради свети Методи и така натаму. Обичај е кога ќе се даде името на детето, тоа да се благослови, со желби да биде силно на збор и дело како неговиот духовен имењак. Затоа неопходен дел од детското воспитување опфаќа и познавањето на житието на неговиот духовен имењак и како тој или таа го прославува тоа име низ неговата или незината посветеност на Светата Црква за време на земниот живот. За жал, во последно време има големо отстапување од оваа традиција, така што на децата им се даваат имиња кои воопшто не кореспондираат со ова наша древна православна традиција. Единствен поглед на светот. Општо земено, погледот на светот кај луѓето зависи од земјата во која живеат и искуствата врз кои се гради историјата. Единствен белег на македонскиот светоглед е нашата подготвеност да ги прифатиме двете, радоста и болката. Например, ние имаме многу песни кои зборуваат за неуспешни состојби во нашата долга историја, Илинда, например, но сепак со задоволство ги пееме. А освен тоа, имаме и состојби на успех и радост кои наоѓаат соодветно место во нашиот колоритен фолклор. Животот е горчина и сладост и за да се одржи мора да ја прифатиме реалноста. Денешните психотераписти и психолози зборуваат за важноста дека не треба да се живее во негирање, туку често прифати го она што ти носи животот. Овој начин беше со векови дел од светогледот на македонците. Друг елемент е тоа дека македонците се луѓе кои си ја сакаат својата земја. Причина за таквата силна љубов е нашето верување дека земјата ни е свет дар од Бога и се гледаме себе си како наследници и управители на тој Божи дар. Прифаќањето на животот со неговите болки и слава се два аспекти на македонските културни корени. Животот мора да се прифати во сета негова полнота, доброто со лошото, доколку тоа е автентично. Исто така, ако погледаме во светот, ќе видиме дека тој носи белези на Создателот, Бог, и дека може да се види во подлабоко одушевување доколку му ја оддадеме потребната почит и молитва. 20 векови православие. Повеќе од 20 векови македонската земја е облеана со православниот идентитет. Факт е дека православната црква е долго присутна на нашата земја, како што е посведочено во Новиот Завет во делата апостолски глава 16.
Нашите луѓе слушнаа добрата вест уште пред 2 милениуми. Ова долго постоење е време на тест за добро и лошо. Низ вековите се собра голем хор на македонски светители, мажи и жени, кои стојат пред Бога и се молат за секој од нас. Покрај Свети Климент и Свети Наум Охридски, ние ќе ги спомнеме и Свети Кирил Солунски, Свети Прохор Пчински, Свети Гаврил Лесновски, Свети Јован Рилски, Света Злата Мегленска, Свети Иларион Мегленски, Свети Нектарий Битолски, Свети Спасо Радовишки, Свети Ѓорѓи Кратовски, Свети Гаврил Велички, Свети Јоаким Крчовски, Свети Јоаники Ракотински и многу други. Но нашето духовно наследство не е само во минатото. Истата вера што ги хранеше нашите предци, не храни и нас денес. Нашите македонски православни корени ни даваат пример за православно живење и денес, што ние со радост го манифестираме во нашето современо живење. Тоа најдобро се гледа во оспорувањето на нашата духовност, во оспорувањето на нашата државност и во оспорувањето на нашиот национален идентитет. Не со сила, туку со разум и одмереност се бориме против неразумните појави. Може би ние денес живееме во некое друго време, за разлика од нашите предци, но духовното патување кое го имаме од темнината кон светлината, од грев кон спасение останува исто. Затоа да ја чуваме нашата православна вера, да ја чуваме нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија. Нека е честит празникот на сите македонски светители. Амин.